Помина речиси 5-6 години кога заедно со мојот пријател, долгогодишен печалбар во Германија, повратник во родната Македонија, родом од пилепското село Вранче, Димче Ковиловски, за неговото родно село Вранче направив документарен запис. На сам ден на Свети Никола Зимен, 2022 господово лето, во пилепското мало, Жабино мало, околу малото црквиче кое го носи името на патронот на градот Прилеп, Свети Никола, каде што од страна на црковниот одбор бев поканет да направам документарна репортажа за празнувањето на овој празник, меѓу соборскиот народ беше дојден и вранчанецот Димче Ковиловски, кој така да речем во меѓусебниот разговор ми рече дека некаде пролета 2023 господово лето ќе оди на Аджилак на Светиот гроб во Ерусалим, а кога ќе се врати, мерак ќе му биде да направам еден нов документарен запис како за неговиот Аджилак во Ерусалим, така и за родното село на неговата сопруга Дана Ковиловска, родом од пилепското село Пресил. Помина речиси 2-3 месеци од последната средба со Димче Ковиловски и од така да речем во меѓусебниот разговор ми рече дека некаде пролета 2023 господово лето ќе оди на Аджилак на Светиот гроб во Ерусалим, кога на сам ден на Света Петка Римјанка на 8 август оба 2023 господово лето во раните утенски сати ми задзвони мојот телефон и кога од другата страна на телефонскиот апарат го слушнав и препознав гласот на Димчета Ковиловски, кој ми велеше: "Почитуван господине Зоране, сигурно се сеќавате на мене. Јас сум Димче Ковиловски од Вранче", ми рече. "Се сеќавам, можне добро се сеќавам. Како не се сеќавам?" му одговорив. "Ете, Зоране, како што ти велев пред неколку месеци, деновиве се вратив од Аджилак од Ерусалим, како што ти предложив, најсетне желба ми е да направиш еден видеозапис од моите импресии и мојот Аджилак во Ерусалим, а воедно од името на црковниот одбор на црквата Свети Ѓорѓија од селото Пресил, на сам ден на Голема Богоројца, оба 2023 господово лето, те поканувам да ни дојдеш на гости на нашата слава, која секоја година ја празнуваме, со што се ја одржуваме традицијата, која од колено на колено се пренесува низ вековиве, ем за црковната слава, ем и за селово Пресил, да направиш една убава слика, онака како што ти умееш да го насликаш. Ве очекуваме да ни го потврдите вашето доаѓање, ми рече. Кажи им на членовите на црковниот одбор и на овогодишните домаќини дека на Голема Богоројца ќе дојдам во Пресил, порачав. Ќе им кажам, голем мерак ми направи Зоране, мощна голем мерак, ќе им кажам уште сега, со радост, одговори Димче Ковиловски. На пат за Пресил, поточно најсетне за Прилеп, тргнав ден пред празникот Голема Богородица од Шкопската автобуска станица, затоа што мојот верен долгогодишен пријател, олдтајмерот Камазот, беше на одмор во моето родно село, селото Рилево, со првиот автобус кој според возниот ред секое утро поаѓаше во 5 часа и 30 минути и по речиси неполни 2 часа и 30 минути стасав во Прилеп, каде што ме пречека еден од најпознатите не само во македонскиве, туку и балканскиве простори во современава наша насущна денешница, антрополог, географ и историчар, а воедно и дел од менеджерскиот тим на продукцијата Маријово филм, професорот Драгослав Миновски, од каде што заедно се упативме во правец на семејниот дом, кој се наоѓаше во непосредна близина на новата автобуска станица на Димчета Ковиловски и откако си рековме здравоживо,
си го почнавме муабетот надолго и на широко, а воедно и за неодамнешниот престој на Димчо Таковиловски во градот Ерусалим во Израел. Ајде повелете да пиеме едно кафе и една наша лута, шота или бела. Благодарам за вниманието, со големо задоволство ја прифаќам поканата да го посетам вашиот дом и да поразговараме. Пред се ми представува голема чест и задоволство што денес се наоѓам јас во домот на мојот долгогодишен пријател Димче Ковиловски, заедно со почитуваната негова сопруга. Со Димче Ковиловски се запознавме пред 15 на години, уште пред да се пензионира и да се врати на подолг престој, да речам, овде во родната земја, во родниот град и во неговото родно место Вранче. Меѓутоа, уште повеќе нашето пријателство заживеа кога станавме дел од менеджерскиот тим на исто така почитуваната продукција Маријово филм, нашето заедничко дружење и работење, би рекол, со продукцијата Маријово филм, а нашето работење се состои во посетување на многу населени места, многу села, многу значајни културно-историски објекти и знаменитости во нашава земја. Или како што јас би рекол, ние освојуваме нови простори во нашата земја, бидејќи нашата земја, Република Македонија, често пати велиме мала земја, меѓутоа е многу богата со културно-историски знаменитости, со многу убави природни убавини и недопрена природа. И ми представува чест и задоволство што сум дел од менеджерскиот тим, значи на продукцијата Маријово филм. Уште повеќе што во тој менеджерски тим е и господинот Димче Ковиловски, кој што исто така е човек кој што си ја сака својата земја, си го сака својот народ, си го сака својот роден крај, својата родна грудка и секоја можна прилика гледам со голема љубов, ентузијазам и задоволство не дружи и доаѓа секогаш кога што може онаму каде што ние одиме да снимиме документарни записи, да снимиме документарни репортажи кои ќе останат запишани во ризницата на продукцијата Маријово филм и кои што имаат можност да ги гледаат и македонците во нашава земја Македонија, меѓутоа и македонците и сите други граѓани и љубители на вакви документарни емисии во Европа, па и во светот. Значи вака ќе бидам пристрасен ако издвојам некое место. Мене ми се чини дека секое место е од убаво по убаво каде ќе појдеме. И секогаш и секаде каде што сме биле и каде што сме снимале вакви документарни записи, сме најдувале на топол, на љубезен прием од страна на луѓето каде што сме биле и не можам да издвојам, навистина ќе бидам нереален и необјективен, затоа што во тие села каде што одиме, пред се, јас се им благодарам на сите луѓе кои што не пречекуваат таму, меѓутоа нема село во Македонија кое што нема своја специфична убавина. Ретки се селата каде што нема културно-историски знаменитости, цркви и манастири. Ретки се македонските села каде што нема споменици за народни херои, за борци, за јунаци кои што се бореле за својата татковина, ги дале своите животи за оваа земја и ја натопиле со крв оваа македонска земја, за да денес ние и генерациите после нас живеат во мир и благосостојба. Овдека во домот на семејството Ковиловски пред се дојдовме, како што напомна, по покана на Димче Ковиловски, кој што неодамна беше во Палестина, беше во Ерусалим, беше во на Светиот гроб, каде што отиде да се поклони и што се вика да се врати како аџија, затоа што одењето на светите места, кога се враќаат, значи мора да бидеш достоен за да отидеш таму, за да се поклониш и да се вратиш како аџија. Ке може ли малку да ми напомните што се би раскажуваше Димче Ковиловски кога се видовте, кога би кажа дека ќе одам во Ерусалим, дека ќе се вратам и кога си дојде. Одењето во Ерусалим од мојот пријател Димче Ковиловски ја потврдува
сепак неговата силна желба и енергија и на овие години да патува толку далеку и да се стекне со импресии и впечатоци од Ерусалим, кои верувам че ги носи до крајот на неговиот живот. И јас сум воодушевен, да ви кажам искрено, од таа негова активност и од таа негова акција, што ја направи што отиде во Ерусалим. И тој само со тоа ја надоградува, значи само својата верба и вера во својата вера. И кога сме тука, јас сакам исто така да напоменам дека Димче Ковиловски не само што е познат печалбар, не само што вложува и што има негов имот овде во Прилеп, што има имот во Германија, Димче Ковиловски има во неговото родно место направено еден прекрасен објект, една убавина во која што навистина јас се чувствував воодушевено кога престојував кај него. Меѓутоа, сакам да напоменам и дека со сите негови сили помага и во верските објекти во неговото село, во црквата во селото Свети Никола и во манастирот кој што се наоѓа на патот спрема неговото родно место Свети Јован Крстител. Сакам да напоменам и една друга работа, еви можна прилика да му се соблагодарам на мојот пријател Димче Ковиловски, кој сега на големиот православен христијански празник Света Богородица на 28 август беше еден од домаќините на прославата во манастирот Света Богородица во Пресил, и каде што ме покани да јас со моето семејство присуствувам на тој свечен чин, на тој ден. Поканата ја прифатив со задоволство и можам да ви кажам дека никогаш нема да го заборавам она што таму го доживеав, онај амбиент, онаа веселба и неговиот целодневен ангажман. И не само целодневен тогаш, него и претходно во подготовките и припремите за тој ден. И навистина впечатоците ми се прекрасни и еве, значи се надевам дека и понатаму и во иднина и таму во тој манастир во селото Пресил и на други места ние ќе бидеме дел со него и заедно и со продукцијата Мариово филм да ги овековечиме тие прослави, тие веселби кои ќе ги гледаат генерациите после нас. Како се чувствувате кога вашиот домаќин рече еден ден дека сака да оди до Палестина, до Израел, сака да го посети гробот на Исус Христос и да ги види да го посети и да го види темелот на христијанството. Радост и чест ми беше да појди. Така? Да види, да ми раскажи како е таму. Колку дена беше вашиот домаќин наджилак, така да речеме? 7 дена. 7 дена. 7 дена беше и многу е задоволен, радосен што беше и ние целата фамилија. Тие 7 дена јас го оставив слободно да оди, да видит. И кога си дојде, што ви раскажа? Дојде да ми раскажи се како беше. И презадоволени тој и ние презадоволни што го слушнавме дека преубо си поминал и радост ми е да цел живот. Кога се слушнавте со вашите двајца синови, едниот е во Луксембург, другиот е во далечна Австралија, кога комунициравте, ви се радуваше душата кога вашиот домаќин им раскажуваше на вашите деца дека бил во Ерусалим, дека го посетил гробот, дека таму Фала Богу се осеќав пресреќна. Донеси ли нешто, некој сувенир да речеме кој што ќе остане трајно тука во ваша куќа? Да, ми донесе свеќа што запалил таму директно на гробот и подароци ми донесе и многу работи. Сега малце едно провокативно прашање. Кога повеќе се радувавте? Кога го испративте да оди во Ерусалим? Или кога го пречекавте со тие 30 свечи, символот на 33 години на Исус Христос? Кога го пречекав, многу се израдував и се ми објасна, се ми раскажа дека пресреќно поминал и подароци ми донесе, сите работи. Што повеќе ви годи кога ќе ве обословат со госпоѓа Ковиловска или кога ќе ве поздрават? Добар ден, госпоѓо Ковиловска, вие сте домаќинката на Хаџи Димче. Пошто што викаа старите, што ќе се отиди во Ерусалим, ги нарекувале аџи. Аџи ги нарекувале. Доволно е само добар ден со убав збор сите да ми кажа. Доволно ми е тоа. Господине Ковиловски, ете,
Ја слушнав на вашата сопруга, која што ги соопшти емоциите, како ве испрати до Палестина, до Ерусалим и како ве пречека. Ајде се вака да ми кажете накратко твоето патешествие во Ерусалим. Со што отидовте, кога тргнавте, кое време беше тоа? Да, жабата ми беше од секогаш мене, од детинство, и чест ми и задоволство, што подав таму, ама тоа време немав условите. После бев презафатен во Германија, до самата пенсија, фирма имав, деца мали, па израстиле тие, па студирај, па свадби, па самиот фудбал јас играв, па тие во теквадо, карати, фолклори, овој синот беше во Југословенскиот клуб корограф, одмори и шетав по светот, нема која скоро држава кај што ја не сум бил, и тама влегов во пенсија и барав шансата. Прво имало некоја агенција, не знам која е Прилепска овека, ама откажале тоа за во Израел, преку од Прилеп, после преку Кочани било, па сега преку Ауророла, ова што е. И така, до 2-3 месеци, па не ми гарантира за таму, доволно немале, како да речем, патници, не? Така? После пола патниците од Србија беа, пола од Македонија, кој бевме за Израел. Се качивме од Скопје до Инстанбул и каже мене имаше една околу 50 години сигурно жена, со едно 17 години со черка е, заедно патуваме и прашував каде, реков за Турција, колку време ќе видите, 7 дена. И ја реков 7 дена ќе видам во Израел, за Аџилу кодам во Ерусалим, на гробот Исуса Христа, Јован Крстител и Богоројца. И јас се реков, дајте ми име и презиме, ќе се помолам на гробот Исуса Христа, за да ви помоли Господ. И така и беше. И кога бев во Ерусалим, се помолив, и кога дојдовме, не и познавив, тие ме позна мене, ти беше, рече, за да разговари со мене. Јас сум реков, ами, кога што направите, вие рече, положи, и ми честитав, кога се помолив на гробот Исуса Христа. Тоа е некој стварно доживеј, секој христијан, овие што имаат муслимани во медија и мека што дадат, секој во живот треба да појде таму. Тоа е нешто свето, со истиот Бог на земјата и на небото горе. И се молев јас 3 дена на овие трите свети места што се таму, кога апостол Павле што беше, не се молев јас за, да речеме, за здравието наше или за покојниот син, него се молев во име на државава. Господе, спасете овој народ. Господе, спасете Македонија. Ние некој што помагаме, што сме жртва на оваа планета, а секој му пружаме, а никога не добиваме. И во тие 3 дена, 2 дена, го слушам гласот мој, еден глас женски и 2 машки, тивко, фино, а човек не гледам, името моје го слушам, Димче, Димче, Димче. Самиот во себе дури не верувам, ми е срам да и прашам овие со мене што се патниците, ми е срам да опрашам тумачот, тој беше србин тумачот, еврејка жена имаше, и затоа сакам да ја покажам сликите овдека. Сум сликан со владикава од Русија, со владикава од Етиопија, од Ерменија, и го прашувам русинов владиката, реков, вака, реков, се молам за држава и македонскиот народ, very good, прво рече, после на руски почна да зборуваме, Македонија, браво, и ме загради, ми вели мене, молитвата ваша, вели, прифатена е. И тоа сум токму одушевен. Али она што видов во Тел Авив, исто тоа е Охридско езеро, исто 100% исто езеро, и се викат Лихнида. Лихнида е тоа, вие знаете, што е на латински или на римски, Охридско езеро, Лихнида со кајчета што е. И исто 3 рида има, кај што е ридот према Претор, према Грција, према Албанија, таму е преко Јордан, Сирија и Херусалим. Ама нема манастир кај што е Свети Наум, него има село и Наумово село се викат. Тоа. Што донесовте? Види сега, ота дека има, донесов еве го ова што ето, дека ето 33
како да рече овие зрца, 33 години. На 33 години Гоце Делчев покребан, умрен или почина, и Александар Македонски, и има уште многу други кои не ги знам овде. Се зошто баш на 33 години мнозина не знаат, најверојатно може Господи драг милост не знае, тие биле тоа и полнолетни години, зрели години. Запамтив ја како дете, полнолетни бе тоа 24 години, не смееше девојка да се мажи испод 24, па 22 и направи 20, сега веќе 18. И се донесов, значи 33 овие се. И отдека донесов овие свечи, тие се 33 швајсовани, значи могат да бидат години Исус Христова, швајсовани се. И најинтересно мене ми беше, тоа мислев дека е фантазија, било, уште тоа и фантазија е, дека плочата од Исуса Христа висела во воздух, баш на најмалото на тој мажјов. Плочата не виси во воздух, плочата е недека околу 50 сантина висока и ова боја има медова, хоник, и се гледа плочава кај што е тргната веќе скоро на метро назад повлечена, кај што излегол Исус Христос. И го видела првата македонка тај, Марија Магдалена, кај што е воскресна. И гробот на Исуса Христа го правеле македонци таму. Иконостасот исто македонци му правеле, најмногу цркви имат македонски таму. И се крстив, ајде нас во бела кошула што е крстот, дека така што е Исус Христос крстен. На истиот ден сум ја роден со Исуса Христа, на истиот ден сум крстен и роден, само тој во река Јордан, а јас в село во Вранче, што е, и 2 кошули донесов, тие отретакви кошули за мене и за сопругава, и дошов таму шал, и таму некој, што ја знам, други некои сувенири, таму честина. Се гордееш ли кога одека ќе поидиш во ќершијата во Прилеп и кога или ќе ти се јават твоите пријатели и роднини, ми треба Аџи Димче, добар ден Аџи Димче, добар ден Аџио. Се гордем што бев во Херусалим и во Израел, и тоа не е едноставно, тоа е голем чесет. И тоа секогаш го велам јас, паче го речем, еднаш Аџија, секогаш Аџија. На пат за Прилепското село Пресил и овој пат тргнав рано, мощно е рано, пред изгресанце во раните мугри со мојот долгогодишен пријател, стариот олдтајмер джипот со камазот, кој така, да речам, неколку дена заслужено одмораше во моето родно село Рилево, на сам ден на Богородица, најсетне во правец на селото Ропотово, а оттаму по 25 криволествената асфалтирана патна делница Ропотово-Кривогаштани село Пресил, за да стасам навреме на утринското богослужение во црквата Свети Ѓорѓија, каде не пречека неколку мината овогодишни домаќини, меѓу кои и првиот меѓу еднаквите Димче Ковиловски. Почитувани мои, утринските сончеви зраци, милувајќи го црковниот комплекс Свети Ѓорѓија во селото Пресил, ја навестуваа празничната атмосфера, а како од градот Крушево и неговите приградски населби, така и од селските населби од општината Кривогаштани, како бисер гердан се заради народ во правец на црквата Свети Ѓорѓија. Црковниот двор набрзо се наполни со народ. Зоране, сиот соборски народ, тебе, а посебно на нашиот пријател Драгослав Миновски, ви стоиме на располагање за се што ви треба, а тој лебами не само што добро ги познава историски изминувања на овие краишта, туку и со своето знаење мощно добро го познава историското духовно битисување на овие краишта, гледајќи го по телевизииве наши, ми вереше Димче Ковиловски. Почитувани мои,
Пред да го гледате видеозаписот од утринската богослужба со која чино началствуваше парохискиот свештеник, црковниот богослужен ручек, како и општонародниот собир во чест на духовниот празник посветен на Голема Богородица во Пресилската црква Свети Ѓорѓија, предлагам најсетне да ги слушнете до сегашните историографски сознанија за селото Пресил на еден од најпознатите не само во македонскиве, туку и балканскиве простори, во современава наша насущна денешница, антрополог, географ и историчар, а воедно и дел од менеджерскиот тим на продукцијата Маријова филм, професорот Драгослав Миновски, копајќи низ македонскиве и балканскиве архиви. Пресил е село во општина Крушево во околината на градот Крушево. Селото се наоѓа во јужниот дел на општина Крушево, чиј јатар се допира со подрачјето на општина Демир Хисар. Пресил е рамничарско село на надморска висина од околу 640 метри. Од градот Крушево далечено е некаде 17 километри. Сместено е помеѓу Котлинската рамнина на исток и планинската падина на запад. Јужно од него се наоѓа селото Бучин, а на север е селото Светомитрани, како и малото село Милошево. Водата за пиење се добивала од два послаби извори созидани во чешми, а во двориштата имало длабоки бунари. Местностите во атарот ги носат следниве имења: Ограда, Васла бара, Плоча, Конопиште, Трска, Камеица, Гробје, Штаверица, Штрбел, Мемедова чешма, Млаки, Грнчарица, Средни пат, Габер, Чобаница, Шулан, Голем камен, Липа и Корија. Селото има разбиен тип, поделено е на 4 маала: Велевско, Горно, Долно и Ново маало. Маалата се издвоени по една сува долина. Од игада 928 година, како што се населувале македонци, тие основале ново маало сместено 1 километар на југ од главното село. Селото Пресил е старо село. Прв пат споменато е во Слепченскиот кодекс. Веројатно потекнува од 16 век, додека други пишани споменувања на селото се од 17 век. По своето население, тоа најпрвен било македонско село, но на почетокот на 19 век во него започнале да се населуваат муслимански арбанаси. Поради тоа, старите македонски родови се иселиле и последните иселеници биле пулевци, кои се иселиле во селото Крушеани некаде во 1900 година. Во јужниот дел од селото постои местноста така наречена Киша, сместена на мало возвишение каде што нема остатоци од старини. Таму се наоѓал храмот Свети Ѓорѓи, кога во него живеело македонското население, а на Ѓурѓовден се славела селската слава. Денес црквата Свети Ѓорѓи е обновена и постои на истото место. Атарот на селото Пресил зафаќа површина од околу 16 километри квадратни. На него преовладуваат шумите на површина од 716 хектари, на обработливото земјиште отпаѓаат 584 хектари, а на пасиштата отпаѓаат околу 270 хектари. Според статистиката на бугарскиот етнограф Васил Канчов, од 1900 година селото Пресил имало 320 жители. Селото е средно по големина, но со негативно популацијско салдо. Така, во 1961 година, ова село броело 745 жители, од кои 336 биле турци, 334 македонци. Во 1994 година, бројот се намалил на 481 жител, од кои 323 албанци, 121 турчин и 37 македонци. Според пописот од 2002 година, во селото Пресил живееле 444 жители, од кои 23 македонци, 392 албанци и 29 турци.
Според последниот попис од 2022 година, во селото Пресил живееле 574 жители, од кои 42 македонци, 529 албанци, 1 турчин и 2 лица без податоци. Пресил е мешано македонско-албанско село. Македонците се православни, додека албанците се муслимани. Некогаш ова село било чисто македонско, но како што почнале албанци да го населуваат, македонците почнале да се иселуваат. Па така, во околните села постојат многу македонски родови со потекло од селото Пресил. Според искажувањата на професор доктор Јован Трифуновски од 1952 година, македонски родови во селото се следниве. Секуловци, доселени во 1928 година од селото Ракитница во Железник. Настевци, доселени се од селото Куратица во Охридско. Трајковци, доселени се од селото Бирино во 1942 година. Таму се доселени од некое село во Железник. Милошевци, доселени во 1928 година од селото Железнец во Железник. Филиповци, доселени се 1930 година од селото Базерник во Железник. Велјановци, доселени се од селото Ново село во Железник. Буревци, доселени се од селото Цер во Железник во 1928 година, и Левковци, доселени се исто така од селото Цер во 1933 година. Албански родови. Рапајчевци, први доселеници, доселени се на почетокот на 19 век од Горенци кај Дебар. Основачот на родот имал православна жена. Журевци потекнуваат од браќата Исмаил и Фейзо. Мемет, Мерсин, Синан Исмаил, кој се доселил од Жура во Албанија. Хасај, доселени се од Хас во Албанија. Тафај, доселени се од околината на Долен Дебар. Бечировци, Ризмановци, Рушитовци, Сулјовци, Демировци, Дудуковци, Џаферовци, Зечировци, Бубевци, Спајиовци, Олјај, Сулјчевци, сите овие родови се доселени со непозната старина. Кога се доселиле албанските родови, од селото се иселиле следниве родови по другите села: Бучин, Ѓурчиновци, Пашиноровци, Пресилци, Јагориновци, Маџаровци, Врбоец, Тодоровци, Светомитрани, Талевци, Трн, Пресилци, Крушеани, Пулевци, Ненадовци, Могила, Пресилци, Турско, Наумовци и Кукуречани, Колеви. Се знае и за иселување на гранки од албанските родови. Од родот Бубевци се иселиле 3 семејства: во Мусо, во Турција и во Албанија. Од родот Демировци едно семејство заминало во Истанбул, а од родовите Хасај, Рушитовци, Рапајчевци и Меметовци по едно семејство се иселило во Битола. Од родот Тафај 2 семејства живеат во Истанбул, додека од родот Зечировци едно семејство живее во Прилеп. Родот Сулјовци живеат во планинското село Древеник. Во периодот од 1952 до 1955 година, ова село било дел од тогашната општина Бела Црква, во која покрај селото Пресил се наоѓале селата Бела Црква, Бучин, Војџани, Обршани, Пашиноровци и Света. Пресил влегувало во рамки на општина Светомитрани во периодот од 1950 до 1952 година, кога во неа се наоѓале селата Врбоец, Милошево, Пресил и Светомитрани. Збор 2 и за културните и природните знаменитости во селото Пресил. Постојат овие археолошки наоѓалишта: џубски гробишта, некропола од средниот век; ограда, некропола од доцно античко време; Света Богородица, старохристијански сакрален објект; Трска, населба од доцно античко време; и Штрбел, водовод од доцно античко време. Од цркви и џамии, значи, би ги споменал црквата Свети Ѓорџи, главна селска црква, и џамија, главна селска џамија. Во селото Пресил има и спомен обележје во чест на
паднатите борци во народно-ослободителната борба. Почитувани мои, се наоѓам овдека во селото Пресила. Ова село од памтивека е христијанско село. Ова село од памтивека живееле македонци. Од древна Македонија, од времето на Римска империја, од времето на Византија, од времето на Турската империја до ден денешен. Но за жал денеска во ова село има само една семејство македонско, другото се има и албанци, има и македонци со исламска религија. Меѓутоа, дека ова село било стварно христијанско, говорат и овие селски гробишта. Ете, од овие селски гробишта, само ова остана. Погледнете на што личи. Јас сум зет од селово Преселски. Желба ми беше да го заградиме ова. То моја идеја, крсто го поклонив портава, машина донесов за ступчинава, за дупки копане, што е, материјала го купивме и инаком ова дека имат уште уште на кујче или речен 20-30 луѓе кои живеат овдека. Ај кажи таа приказната што те ги говореле порано кога нашите македонци му велеле на оџута дека Јас бев тогаш дека 10-11 години, седев на долг камен, оние портаринки нешто седат и денеска, седам јас до мене попот и оџава седат, не? И овие муслимани веди наречат, има мешани турци и албанци, заминуваа за Турција. И некои и децава сите ги искршиле, ги каменувале пенџерината, останала уште една икона од Богоројца и се качило едно дете, извајало иконата и крши тинесе со камен. И ноќта му дошол на татко му насон да ја земи иконата и стави стакло на исто место или детето ќе му ослепит нему. Тој толку се уплаши и да дај курбан да дај за да се не деси това и го носи јагнево, ужален, устрамен, уплашен и речете го грешиле како било деца вет. Нека опрости Бога и вие и така беше тоа. Крст направивме ние овдека, цела недела 7 души го прави, го светиме ние, цела пелон, тој крст не е само за на христијаните, за македонци, тој е Божи дар за сите овдека и тие го преако, Фреди му дава на циганите во отпад. И тие ќе бидат казнети ако и како и тоа уште има процедура, тоа ќе го направиме ние, сакале нечеле, кој се тие да спрашаме, прават џамија, прават минаре, кај што ќе му текне нив, а ние со таа пија не смееме тоа да направиме, по трет пат да го правиме, трето да е искршен. Тоа е тете го наслика, таму се видат. Татко е Да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Да се избавиме од секаква тага, гнев и опасност. Се молиме на Господа. На жалост во Германија наричува децата мали и опозна дечко таму, требаше да се мажи, го собрајча несреќа направи обајца да се гина. И на 21 година, ако не беше ова заградено и него ќе ги скрша, тука веќе и не селја нема приступ никаков. Нумко сум кум овде и девојче имаме 9 месеци закопано од дека. И така имам неко морал, сакав, што може му обетив на селаниве одамна, уште пред 10-15 години, да го заградам ова. Имав жица, се припрема, кој се вратив од Германија, сите ми укради. После овие овдека со имена со Зорана организиравме, луѓе викнеме, во еден сето го заградиме овдека, жицава стубоеве материјално плативме ние, тие работата и така завршила. ова те прашам, црквата во селото постои? Постои, сега ќе одиме. Еве се гледа тоа тука, на Ридоје. На Ридојет.
И тоа е она што го реков јас пред малку за Која му е славата на црквата? Богородица голема? Богородица мала. Мала Богородица. Мала Богородица. Паство ми да се помолиме на Господа. Боже, заштити не, спаси, помилуј и запази ме со Твојата благодат. Ова црква е два пати е запалена. Во 18 век турците запалиле, а после повтор патет бугарските окупатори, фашисти, што се редува навредени тие, е запалиле 42 година баш на самата Богородица, полната кој имало жени, стари, деца, попој, и заклучиле верниците и се обедни запалиле целата црква. И после толку години памтам и јас кој е обновуване и не дуваме натре глај, костури, крстоградне, попои, кашо изгорело се. И сега поново, пред 16 години поново, по трет пат, мислам, како ние ја обновуваме, а пред тоа било уште многу одамна, па било светилиште одека, се имало, значи, пред нашата ера, пред... Од овдека навлезо најдовме два мервелни столбови, кои што е уште од времето на Арсено Македонски. Па тоа е пред Римската империја уште. Така да. Овие се И убаво напомнате светилиште кој што треба да го негуваме, затоа што преку црквата и обстојува и нашиот македонски народ. Црква е обновена ние вкрос, не е осветена, тоа е веќе некаде 16-та година, доволно немаме уште ни средства и се збираат луѓе овдека идат од диаспората, многу идат луѓе од соседниве села, од државиве, идат дури од Србија, Јаболко, Панчево, Старчево, што ја знам. Преку 1500 луѓе се збираме некош и фазна се. Ова година кој беа, колку бевте мина домајчини? 7 мина беме, прв ја прифатив и после се пријавија уште 6 души и 7 имаме наредната година и од година на година се поактивни луѓе, поголемоци. Значи, начело со тебе како првиот меѓу еднаквите, црковниот одбор, ја вознови црквата 2016 година, сега треба да се изработи иконостасот, престолните икони и со Господ напред да се освети. Од моја од душа му се захвалувам, многу активни се покажа од Бучи, нажалост не издам сите, али овој што е Сашо Сламковски, тој е најголем иницијатор, многу средства положи овдека и тие се начело овдека и самите сите го знаеме, ако не се тие, ќе биде сосем подруго и ќе останат тие. Почитувани мои, видеозаписот од утринската богослужба со која чино началствуваше парафискиот свештеник, црковниот богослужен ручен, кој го приредија домајчините во чест на голема Богородица во црковниот двор на црквата Свети Ѓорѓија, како и општенародниот собир во чест на духовниот празник, посветен на голема Богородица во Пресилската црква Свети Ѓорѓија, предлагам да го гледате во продолжение на оваа репортажа. Почитувани, денес е големиот православен христијански празник Голема Богородица. Успението на Пресвета Богородица е еден од најголемите христијански празници. Овој празник е сеќавањето на Богородица, а верниците го слават на 28 август, кога завршува постот што трае 14 дена. Православната црква го празнува земниот рај на Пресвета Богородица и нејзината смрт ја нарекува успение. Раскошен термин кој во себе ги соединува сонот, блаженството, мирот, спокојството и радоста. Самиот лик на Богомајката објавува бескрајно спасение. Сострадалност, грижа и доверба, сила и смирение, чистота и убавина, љубов и победа на љубовта. Небозрачната светлина со која сјае незиниот лик го осветлува и овој празник, на кој човекот веднаш сваќа дека смртта е всушност чин на животот. Црквата никогаш во смртта на Богомајката не почувствувала страв,
ниту ужас, ниту жалост и надгробно ридање, туку секогаш една блескава, воскресна радост. Успението на Пресвета Богородица е денот кога Богородица се вознесе на небото и својот дух го предаде во рацете на Спасителот. Легендата вели дека Богородица живеела 60 години, според некои извори 72, дека го надживеала својот син и како сведок на многу славни настани ја продолжила својата мисија. Во Библијата нема информации за крајот на земниот живот на Мајката Божја. Според традицијата и според списите, кои немаат свет карактер, се верува дека Богородица живеела во Ерусалим до крајот на својот живот, по смртта и воскресението Христово, обкружена со вниманието на апостолите и првата христијанска заедница. Самиот збор успение значи заспивање, поинаку кажано, не се слави смртта, туку вознесувањето на Богородица во небесните живеалишта. Веднаш по незиното заспивање, таа е земена на небото во Христовите преградки, вознесена е заедно со телото и станува прв и најголем застапник на луѓето пред Бога. Символиката на овој голем празник е да не се плашиме од смртта, бидејќи таа е само премин од еден живот во друг. Народот верува дека Богородица е заштитничка на леунките и на жените им помага при породувањето. Исто така, и жените кои немаат деца веруваат дека со милоста на Света Богородица ќе добијат рожба, поради што ги посетуваат нејзините цркви, изведуваат некои обичаи, се молат и принесуваат дарови. Телото на Богородица било положено во гробот на Гетсиманската градина и врз отворот бил ставен голем камен. 3 дена апостолите пееле псалми, а од воздухот се слушало пеењето на ангелите. Пред нозете на Богородица, Свети Петар согорува темјан, Светиот апостол Павле и Светиот апостол Јован се покрај незината глава, а другите апостоли се покрај креветот. Бидејќи на овој голем празник му претходни двонеделен пост, на 28 август, особено жените одат на причест, бидејќи овој ден се смета за празник на жените и мајките. Како светица, мајка и сопруга, таа е единствената што ја разбира душата на секоја жена. Луѓето сметаат дека успението на Пресвета Богородица ја разбира женската мисла, ја разбира женската болка и низиното страдање. Бидејќи Богородица ја разбира женската мака, се смета дека оваа светица простува за гревовите. На овој празник се принесуваат дарови за здравје пред големата икона, а се зема и светена вода. Поради големиот култ што го има Мајката Божја меѓу верниците, овој голем христијански празник се празнува многу свечено со големи народни собири во цела Македонија. Владико, прости ги нашите беззаконија, свети посети ме, исцели ги слабостите наши заради името Твое. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух и сега и секогаш и во вечни рекови. Амин. Во слава и чест на светото успение приносим Ти, Господи Боже, Боже, пренебесни Твоја жртвени. Святи мученици и же добре страда чествувавши и венчаше ся, молите ся ко Господу, помиловати ся душам нашим. Апостолом похвало, мучеником радование и роди Сина Емануила, Бога же и человека, восток имя Ему, Его же величаешь Ты, Деву, ублажь.
Presveta Bogorodice, pomagaj nas. Veliko ime, Sveta Trojice, Presveta Bogorodice, pomagaj. Hristos poseda. Hristos poseda. Veliko ime, Sveta Trojice, Presveta Bogorodice, pomagaj nas. Veliko ime, Sveta Trojice, Presveta Bogorodice, pomagaj nas. Veliko ime, Sveta Trojice, Presveta Bogorodice, pomagaj. Hristos poseda. Iđe vide. Hristos poseda. Hristos poseda. Za dogodina koji se javio domaćin ovaj kolak, dosta se. Pa učim glasa. Почитувани мои, Бога ми мерат ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во селото Пресил на црковната слава посветена на успение на Пресвета Богородица, меѓу народот попознат како Голема Богородица, во Пресилската црква Свети Ѓорѓија, а го оставам со морскиот народ присутен во црковниот двор да се го празнува овој духовен православен празник со едно ветување дека пак ќе намирам во селото Пресил, со да Господ на сите нам живот и здравје да ни даде.